Добар ден од Вила Водно. Почнува заедничкото интервју на председателот на Република Македонија, Ѓорѓе Иванов, со главните одговорни уредници на телевизиите со национална концесија кои се одзваа на оваа покана, како што соопштија од кабинетот на председателот, поканетите представници ќе имаат можност да ги постават сите прашања во врска со последната одлука на председателот Ѓорѓе Иванов. Поканети на ова заедничко интервју беа македонската телевизија, која е кодомаќин и ќе го пренесува во живо ова заедничко интервју. Потоа првите луѓе на Канал 5 телевизија, Сител телевизија, телевизија Нова, ТВ21, ТВ Шења, телевизија 24 Вести, телевизија Алсатм, телевизија Телма и Алфа телевизија. Од кабинетот на председателот Иванов информира дека телевизиите Алсатм и Телма не дојдоа и не ја прифатија поканата да учествуваат на ова заедничко интервју. Јас им посакувам добре дојде на председателот Иванов и на колегите што се одзваа на оваа покана. Ке имаме можност во наредниот час и половина до 2 да поставуваме прашања за одлуката на председателот Иванов и реакциите што потоа беа предизвикани. Нема да должам многу. Јас како домаќин ќе си дадам за право да го поставам првото прашање како вовед во ова заедничко интервју. Председателе, помина 2 дена од како ја објавивте вашата одлука, многу реакции и од партиите, и од меѓународната заедница, и од дел од граѓаните. После тоа што го направивте, чувствувате дека постигнавте ефект или контраефект? Кај кого и колку? Прво да ги поздравам гостите и да ги поздравам вашите гледачи. Кои беа мотивите и зошто влегов во ова, ја го кажа во моето обраќање. Ги образложив сите мотиви, сите цели и како председател на држава одговорноста да се стави крај на кризата која веќе предолго трае. Кризата се обидува и да ни помогнат нашите партнери од Европската Унија и од Соединетите американски држави, беа вклучени во постигнување на Прженскиот договор, формирање на специјалното обвинителство и сето она што требаше да дојде да се организираат слободни и фер демократски избори за да се конституира новото собрание, нова влада, нови институции и да почнеме да излегуваме оваа криза која не засега сите што живееме во Македонија, но и надвор од неа. Мотивот беше да ги искористам сите можности како председател да дојдат слободни и фер избори, без притисок, без принуда, без уцени, без никакви, да ги кажеме, можности некој да влие на тие избори. Многу имаше забелешки дека уште, ќе го спомнам, уште заеб во мај месец, кога не сакаше да учествува на лидерските средби, дека тој има обвиненија и дека никој не може да му гарантира дека тој нема да биде уапсен во секое време. Бараше гаранции дека за да може да учествува во лидерските средби, поради тоа не дојде на лидерската средба која сакавме на ист начин како претходните кризи кои ги решававме да ги разрешиме. Така што одлуката беше сите оние лица кои ќе бидат вклучени во изборниот процес да бидат растеретени од сето она што може да биде притисок врз нив за да не може да се организираат слободни избори. И власта, и опозицијата, и барав од моите служби, сите оние истраги, предмети, све да можеме да ставиме што се вели нула ситуација, да тргнат сите во иста стартна позиција да се одржат изборите. А институциите, обвинителствата, специјалното обвинителство, по изборите, нека си ја води својата работа и да не влие сега за да биде злоупотребувано во дневна политика и притисок за одржување на слободните избори. Благодарам за одговорот. Еве сега ќе го отвориме и форумот со останатите колеги. Билјана Василева Трандафилова, телевизија Нова, повели со прашањето. Да, председателе, во вашето обраќање рековте дека одлуката, актот го носите за да ја запрете кризата која подолг период трае во Република Македонија, но наместо да запре кризата се чини таа се продлабочи овие денови. Дали го пресметавте ризикот од носењето на оваа одлука? И во моето обраќање кажав дека ќе има реакции, ќе има незадоволни, ќе има луѓе кои ќе реагираат, но треба да бидат информирани сите зашто се во ова е направено. Кризата толку многу се заплета, толку многу дојде до една неизлезна ситуација што мораше нешто да се преземе. Многу нема да се согласат.
Но моментот е сега да обезбедиме да се одржат слободни и фер избори. Има незадоволни, јас затоа и кажав. Ја им се извинувам на сите што сум ги довел можеби во непријатна состојба. Укажав дека сите што се незадоволни може да реагираат. Меѓутоа, секој пат ме водел државниот интерес. Државата пред се. Тоа е било и мото и ми останало дека секој пат треба да ги гледаме државните интереси. Имаме луѓе и поединци кои не се ни информирани што е целата постапка, што е актот кој е донесен, зашто е соево направено и која е целта. Повторувам, пред се мора да обезбедиме слободни и фер демократски избори, како дел од Пржинскиот договор, бидејќи тоа е пакетот, и да почне државата да функционира. А сите оние што сметат дека им е попречено, како од специјалното обвинителство, слободни се после изборите да се обавуваат секоја своја дејност и све што треба да преземат за да може да бидат гонети сите што сториле злодело, криминал, корупција и све друго. Исмаил Синани, телевизија Шења. Повели. Во право. Зошто тогаш панично организиравте вакво интервју во попладневните часови, тоа е прво, и зошто ја доведовте државата да се судрува со политиките на САД и на нашите западни партнери? Од кога 1991 година граѓаните одлучиле конечно да имаме држава суверена, независна и конечно во толку историја, конечно да бидеме своји на своето, треба тогаш и одговорност да се ја преземеме за функционирањето на државата. Пред да влезам во сево ова, ја дадов во кабинетот да се направи истражување. Колку имам доверба меѓу граѓаните. Прво сакав да кажат колку граѓаните мене ми веруваат. Направивме истражување само кај македонците и истражување кај севкупното население. Кај македонците довербата е 70%. 70% од граѓаните веруваат во институцијата председател. На ниво на цело население 64% веруваат во институцијата председател. Таа доверба што имаат граѓаните е одговорност на председателот да преземе нешто да се реши ова криза во која не и се гледа крајот. Зашто токму овој момент? Затоа што е злоупотребено за мобилизирање на лица кои се деструктивни, лица кои сакаат да го искористат моментот, како што се вели народно, да ловат двоматно и да освојат поени кои можеби ќе им користат или во кампања, или во избори, или за лична промоција. Секој пат треба да се искористи моментот. Го користам овој момент пред да настанат уште поголеми штети по имот, по угледот на државата, по она што макотрпно сме го граделе овие 25 години и затоа настојува во овој период, бидејќи луѓето сте слободни, и вие и новинарите, сите си имате своји програмски шеми и сите не можам да ви упаѓам во вашите вести или програми, настојува во овој термин да можеме да разговараме слободно и отворено и за сите прашања и за се да дадеме одговор. Селени да го почитуваме договорот. Еден круг прашања, само да ќе мораме да го испочитуваме. Под прашањето може ли да го задржиш за да помине само коректно првиот круг на прашања од колегите, ќе имаш можност. И претпоставам дека нема. Да. Ќе имаш можност како што се договоривме пред почетокот на интервјуто. Добро, темата после ќе ни забега на друг крај. Не, нема да забега. Памти го прашањето, ќе те замолам да бидеме Ајде, fair play кон сите, па по едно прашање, па после ќе има време за коментари. Лјупчо Цветановски, повели Алфа телевизија. Председателе, лидерот на опозицијата отвори буквално можност за украинско сценарио, предизвикано од вашата одлука, не се што според мене е безобразно. Јас бев таму за портокаловата револуција. Како го толкувате ова како можност токму вие да предизвикате украинско сценарио? Целата ситуација со македонскиот народ, албанскиот и во ситуација. Како го толкувате ова? Се ова потекне од неговата желба да има гаранција дека нема да биде уапсен и дека нема да му се попречи неговата кариера. Така што, како што ги има сите снимени разговори, сигурно го снимило и разговорот после 9 мај. Нека го преслуша и нека каже што тогаш бараше од мене како председател. Така што, веројатно, во текот на времето Заев ги менува своите ставови, ги менува своите изјави и настојува секој пат да каже дека сето тоа што досега го направил, го кажал, не важи. Во политиката, кога влегувате, зборот ве обврзува. Испукан куршум и искажан збор со ништо не се враќа. Така што сето што кажал, а ако е повод за ова што се случува, тој ќе има можност и да одговара пред судот на јавноста и на избори и граѓаните да кажат што мислат за тоа што тој го направил на државата до сега. Сејат Резвановиќ, 24 вести, повели.
Председателе, добар ден. Јас сакам пред да го пуснам прашањето да упадам еден мал вербален протест за тоа што не прифативте ни една од нашите позиви за интервју во 24 вести и сега можеме вака на еден ограничувачки начин да имаме дебата со вас, но во интерес на јавноста сепак дојдовме, ние не сме суетни, сакаме јавноста да дознае што е можно повеќе од нашите прашања и вашите одговори. Сакам да ве прашам дали со вашата акција која направивте со аболицијата и амнестијата и дали на тој начин граѓаните изгубија можност да дознаат дали највисоките функционери на власта се вмешани во најголемиот скандал во поновата македонска историја, тоа е скандалот со прислушувањето. На овој начин граѓаните губат можност да дознаат кој прислушувал, кој направил едно вакво масовно прислушување во Република Македонија, но и од друга страна граѓаните нема да дознаат дали највисоките функционери на власта се вмешани во многу тешки, во индиции за многу тешки криминали, меѓу кои е и фалсификување на избори. Па така вашата теза дека вие ова го правите за да имате фер избори е малку абсурдна, бидејќи оние кои се осомничени за фалсификување на избори сега се повторно слободни и може да го повторат истото дело. Имајте доверба во македонските граѓани. За овие 25 години научија да проценат кој е што и како да го оцени. Немојте да ги подценувате граѓаните на Македонија. Затоа да им оставиме ним шанса да се изјаснат на слободни и фер демократски избори. А за се друго што велите, има институции кои го констатирале сето она што досега сите се прашуваат зашто ова ни се случи. Така да, сите предмети кои имате и пресуда на едно лице што го призна делото и поради тоа беше во таа пресуда се сите елементи на кои секој може да дознае како е тоа направено, за кого е направено и кој бил мотивот и кои се биле вклучени во тоа. Но, видете, ако 2001 година најдовме сила и начин во една воена состојба да излеземе од неа со прогласување на Охридски договор, со прогласување на колективна амнестија, со создавање на можност да државата тргне. Зашто тоа искуство и сето она што беше и направено да не се искористи во оваа криза и да можеме слободни да одиме на избори, да конституираме институции кои треба да се ангажираат да излеземе од оваа состојба во која се наоѓаме долг период. Секој што сторил криминал ќе одговара. Има начин секој што има злодело, начин тоа да се... Имате 650 и колку кажа 1000 снимки? Милиони... Но вие кажате дека ќе ги Сега те замолам да ги завршиме првото прашање, не постапки кои досега се отворени, не смеја да се злоупотребуваат за да организираме избори, да конституираме институции и да почнува да функционира државата како што доликува. Ја го поддржувам Пржинскиот договор, го поддржувам специјалното обвинителство, ги поддржувам сите мерки, активности кои се насочени да се излезе од оваа криза, но сето она што досега беше преземено, ја уплетка толкова криза што мораше некој рез да се направи. Тој рез го земав на моја одговорност. Земав како председател на држава да најдам начин како да излеземе од ова состојба, а по изборите, конституирање на институциите, секој има начин да ја дознае вистината. Лидија Богатинова, Канал 5 телевизија. Председателе, илјадници граѓани излегоа на улиците на Скопје во знак на револт, односно поддршка. Прашањето е дали се двоумите по донесувањето на оваа ваша одлука, заради тоа што и самиот рековте дека сметате на граѓаните, и од друга страна специјалното обвинителство продолжува со истрагите, нели е тоа дополнително заплеткување на работите, и дали сметате дека меѓународната, што беше впрочем кажано на денешната средба со представниците на меѓународната заедница, да не заборавиме дека и лидерите на најголемите политички партии не го одобрија вашиот потек. Секој може да има свое мислење за некоја одлука. Ја ви кажав, од првиот ден кога сум легол во овој кабинет, ми бил државниот интерес. Поаѓав од државниот интерес и сега. Сум можел пасивно да гледам се, да бидам настрана, и да го чувам тој рейтинг кој ниеден политичар во историја на независна Македонија не го достигнал до сега. Ризикував се
за да најдеме излез од ова криза која толку многу не оптоварува, доведе до такви поделби, доведе до таква состојба во државата да се на некој начин е замрзнето. Сите бизниси се стопирани. Сите инвестиции се двоума дали да дојдат. Веќе во семејствата се создадоа нетрпеливост, кавги. Видете го јавниот простор колку е отруен од омраза, колку во општеството се случува нешто што досега сме го немале. Толку негативна енергија, толку деструкција. Се во ова мора на еден ден да заврши. Ќе заврши ако го почитуваме Уставот, ги почитуваме институциите и наоѓаме решение за се преку диалог и начин кој доликува на земја која е кандидат и за Европска унија и која земја ги исполнија сите стандарди за во НАТО. Загриженоста на меѓународната заедница е затоа што ние претендираме да бидеме членка и на Европската унија и на НАТО. Таа нивна загриженост ја искажуваат со право. Меѓутоа, одлуките што се однесуваат за нашата држава, сами ги носиме. И јас носиме одговорноста за нив. И затоа кажам, сите што сметаат дека сум погрешил, погрешна одлука донел, против државата, можат да ги користат сите демократски инструменти. Сега собранието е распуштено, ќе се конституира собранието, у Уставот постои процедура како се отвара постапката за одговорност на председател. Слободно нека преземат сета она што го дава Уставот. Меѓутоа, мора да ги почитуваме институциите. Мора да ги почитуваме сите одредби на Уставот и на законите. Ја го користев оно што ми е дадено како председател на држава да заштитам државен интерес и во овие тешки моменти, не само за нас, не само за регионот. Видите состојбата во светот каква е. И сите закани што ги имаме дома, граѓаните спокојно спијат, бидејќи не ги знаат со што се соочуваме ние и сите институции во овој период. Дали некој во Скопје виде еден мигрант? Знаете дека низ државата поминаа 1 милион мигранти. Кој сето тоа го организира? И власта и опозицијата. Сите министри кои беа од опозицијата постигнаа консензус дека тоа е државен интерес и мора да го направиме. И тоа е пример единствен во цела Европска унија како држава функционира во услови на криза. А ние во најголема политичка криза им кажавме на другите како треба да се однесуваат кога ќе дојдат во таква состојба како ние што се донесат. Знаете дека имаме 86 повратници од Сирија, джихадисти кои се темпирани бомби, кои секој момент можат да извршат било каков терористички акт. Знаете дека имавме упад на 40 терористи на наша територија. Знаете дека институциите, и тука е захвалност и на министрите, меѓутоа и на министерот од опозицијата, кој се вложи во сето тоа да го спречи граѓаните мирно да спијат и да не чувствуваат закани што ги имаме од сите страни. Знаете дека има веќе карти кои кажуваат кој дел од Македонија кој треба да го земе. Граѓаните се соочуваат со што ко држава поминавме. И наместо овие 25 години, ден ова година, да славиме јубилеј 25 години од нашата независност, да се радуваме на успех на нашите генерации што конечно сме воспоставиле држава, која е наша држава. Ние сакаме одвнатре да ја рушиме. Сакаме со однесување на неодговорни лица да го доведат во прашање сонот на генерации и генерации кои го посакувале ова, али го немале. Имате, еве сега можете да се уверите, додите и да направите разговор со курдите кои проаѓаат низ наша територија. Преку 30 милиона се. Имат се. И култура, и идентитет, и традиција, и историја. Нема држава. Кој се грижи за нив? Никој. Сакате Македонија да доведе во таква ситуација да нема своја држава? Затоа ги преземав сите овие мерки и активности. Историјата ќе суди дали сум бил во право или сум го сочувал државниот интерес и сум поаѓал од личниот. Драган Павлович Латев, споведи со твоето прашање. Работила. Да. Председателе, морам да кажам дека јас паѓам меѓу оние кои имаат забелешки на вашата одлука во смисол на критериумите, бидејќи направивте равенство помеѓу луѓе кои се во фаза на активно водење процес, обвинети и веќе почната постапка како Заев, Верушевски и неколку други, и луѓе за кои постои само сумневање, а такви во држава има барем 4-5 илјади по разни судови и по разни постапки. Но, од друга страна, морам да ви изразам и респект и подршка за храброста оваа одлука да се донесе. Партиите и онака немаше да бидат задоволни, бидејќи тие не милуваат некој над нив да решава, а тие да бидат таа вечер во сенка.
Но битно е граѓаните што мислат, а не партиите. Ова што сакам да ја прашам, да се надоврзам на колешката претходно. Блокиране на институциите, постои систем за блокирање на институциите, да се ослободи Уставниот суд од уставните судии, велат СДС и соросоидите, да се ослободат медиумите од уредниците, да се ослободи државата од председателот, од вас, да се ослободат сите институции да се дадат во раце на луѓе кои не ги заслужиле на избори. Значи има систем. Во вашата изјава, односно вашето обраќање пред 2 дена, рековте дека тој систем е помаган од надвор, бидејќи има членови на амбасада, високи функционери кои одат по судови и бараат од судиите да донесат одлука која не им одговара, а од друга страна настојано поменуваат дека ние вршиме притисок врз судството. Па би ве запрашал, како ја цените опасноста од превземање на институциите, било со притисок, било со физичко превземање, кој стои позади тоа и кои се последиците и тајмингот до кога тоа мора да се реши, бидејќи институциите не може да работат на начин на кој сега работат. Земете го денеска правниот факултет. Истите луѓе од форуми на средношколци, форуми на пензионери, форуми на студенти, истите луѓе сега под друга фирма го прават она што го гледавме лани. Институциите, прашањето е, дали се загрозени од кого? Кој стои позади се ова и како тоа да го решиме? Зашто држава без институции не постои. Ќе се навратам на дел од одговорот дека имавме ние мигрантска криза, сите институции функционираат и покажавме дека и во такви сложени услови сите институции се координирани, синхронизирани и спроведуваат активности. Институциите функционираат во Македонија. Државата функционира. Но имаме проблем со одредени субјекти кои не сакат да дозволат државата да тргне напред. Не сакаат Македонија да го оствари она што го има како своја зацртана цел. Стоиме во место. Гледате, фрустрацијата кај населението што сите околу нас напредуваат, ние стоиме во место. Иако имаме 7 препораки од почеток на преговорите за членство во Европската унија, иако имаме 17 акциони планови за членство во НАТО, замислете, најпроверувана армија во историја на НАТО е македонската армија. Со 12 ротации во Ирак, 24 ротации во Афганистан и сето тоа што го научи, еве сега го покажа на границата доле. Никој не веруваше дека можеме за толку кратко време да сочуваме државата од наплив на бегалци, 1 милион бегалци, замислете, пројдоа низ наша територија. Тоа е она што го имаме како придобивка. Замислете кај ќе беше Македонија ако досега беше во Европската унија и НАТО, или Македонија почнеше преговори за Европската унија. Затоа што суштината да станете вие европска земја е преговорите. Преку неа, затварајќи ги поглавјата, ги исполнувате сите европски стандарди, критериуми и принципи. Некој не дозволува Македонија тоа да го оствари. Историјата и времето ќе каже кој стои за цево ова што Македонија не може да го добие она што го заслужува. Не сакам ја да обвинувам, нити пак да покажувам прст. И затоа кажа во моето обраќање. Некој не сака Македонија да успее. Некој им помага на тие што не сака Македонија да успее. Ние во овој период имаме промена на парадигма. Затоа што и светот, целиот свет е во голема трансформација, тие трансформации ги чувствуваме и ние. Или сега се повика малку на академско искуство, еден италијански филозоф Антонио Грамши вели, кога старото не е умрено, а новото не е родено, тоа е време на монструми. Ги имаме, се шетат низ светот монструми, низ регионот и кај нас ги имаме. Така што нека не мислат дека идните поколенија нема да го оценуват ова што го прават и што блокираат Македонија да биде земја на среќни, радосни луѓе, успешни луѓе кои треба да го заслужат она што им припаѓа. Од што се сме се откажале за да бидеме во Европа, да бидеме во НАТО. Тоа ни е оневозможено. И кризите кои перманентно се јавуваат се и последица од таа фрустрираност што стоиме во место. Некој ни ставил олово на нозе да не полетаме, да не бидеме земја која знае и покажа дека може во услови на најголема економска криза да постигнува економски резултати, да привлекува странски инвестиции, да го подобрува животот на граѓаните, да овозможува успех и просперитет на поединци. Хулигани сегде ги имало и ќе ги има. Лесно се заведува толпа. Лесно можете да ја заведете, но после тешко ја контролирате.
Јас знам дека и тие млади деца, синоќа што влегле, ја запалиле канцеларија на Народната канцеларија. Таа не е моја лична канцеларија. Таа е канцеларија на граѓаните. Илјадници луѓе добија помош и подршка преку таа канцеларија. Илјадници млади деца, лица се пројавија и се промовира преку таа канцеларија. Им ја убивате надежта на сите нив? Што сакате со тоа да постигнете? Јас затоа не сакам да се мешам во судството, но тие лица не би требало да се осудуваат, но треба да ја платат штетата. Штетата што ја направиле кој од овој народ за овој народ. И тој народ, ви кажав, знаел тоа да го искаже, што искажал 70% подршка кај македонците, а 64% кај целото население во институцијата председател. И јас сум горд што сум успеал да добијам толку подршка од народ која ми беше основа да го преземам ова. Не сум ја човек што ќе гради политичка кариера на вакви настани како што некој тоа сега го прават, овие денови, овие моменти. Не сум таков. Си имам своја професија, ќе заврши мојот мандат, јас сум професор. И јас се гордјам што сум успел да создавам генерации кои учествуваат во се што е на креативно и иновативно. Слушам, ме критикуваат мои студенти. Јас се радувам на тоа. Сум создал слободумни луѓе кои можат и својот професор да си го критикуваат. Тоа е мој успех. Така што мислам дека треба периодот на освестување и отрезнување да почне не денес, уште вчера. И затоа ја покренав иницијативата за помирување. Помирување, бидејќи успеавме помирување да постигнеме меѓу македонците и албанците. Сега имаме проблем меѓу македонците и македонците. И затоа во моето обраќање кажав, сите што ја знаат историјата знаат што е Мајски манифест и што е 24-та година и како се постигнува обединувањето и помирувањето. И како тоа на некому не му чинело и поради тоа почнуваат пресметките физички кои во некои наши соседни градови улици со крв течеле од пресметките меѓу самите македонци. Ќе го враќаме повторно тоа. Македонец на македонец рака да дига, да го убива, да го уништува, да го... Мислам, тоа е ненаучена лекција. Нека ги прашат своите дедовци ако се живи, ништо се поминале да имаме држава. Така што ги имаме хулиганите сегде, ги имаме тие што се деструктивни сегде. Не можеме ние тоа да го сузбиваме, меѓутоа, кажувам, да ги почитуваме институциите, да го почитуваме уставот, да ги почитуваме законите. Друго не може да не спаси. Може овој круг прв со прашања да го заокружиме со колегата Фатмир Алиу, ТВ21, повелте. Господине председател, ќе зборувам на албански јазик, бидејќи македонскиот не ми е толку добар. Коментуваташ çështjen e protestave të mbrëmshme dhe dhunën që bovi cilësuat si huliganat tani që do na tjerë dhe thatë në fund që s'doni të përfshiheni në punët e gjyqësore. Значи ги коментиравме те порано овие вчерашните настани, насилните настани, исто така и хулиганите вчера. И кажавте дека че nuk doni mu përfshihni gjyqësor, në çështjet e gjyqësore. И веливте и кажавте дека не сакате да се мешате во работата на судството. Po tani, vendimi juaj për abrogimin e gjithë atyre çështjeve është një vendim i cili ka prekur shoqërinë tonë. Значи вашата одлука за аболиција на тие лица, значи го има опфатено целото општество. Si e dini ju dhe si keni ditur se sa njerëz të përfshihen në procese hetimore kur keni marrë vendim? Како знаевте колку лица се вклучени во тие случаи и во судските истражни постапки? Dhe përse në fjalimin e juaj, po e citoj për lexetit tuaj. И зошто во вашиот говор Për abolim sepse radiopasnosti od fizičke likvidacije da mund na thoni se imali saznanja za eventualne zakone. Sepse ashtu i keni thonë në ditën kur i keni bërë para 2 ditësh. Mund të ma thuash shqip? Zašto ste u svom govoru rekli da ste doneli odluku za abolaciju radiopasnosti od fizičke likvidacije i imali saznanja za eventualne zakone? Да, и странските служби и нашите служби не известија за реална закана за двајца лидери на партии. Која е реална закана. Која е закана од лица кои сакаат да
врзуваат физички ликвидации. Имаше и изјави од одредени политичари за заканите што ги добивале во овој период. Не можам во тоа да навлегувам. Но фактот стои дека има закани. Па и веќе гледате колку закани има за мене. Еве гледате колку да се убие председателот. Што кога ќе го убиете председателот? Што ќе постигнете? Ќе го убиете духот на институцијата, председател, државата, ќе ја ставите на колена? 21 век е денес. Треба да се убиваме со идеи, со концепти, со визии, а не да се враќаме во времето кога само физичка ликвидација била можност да спречите некој да оствари свој концепт, своја визија, свој проект. Реални се заканите. Не можам да ги кажам имињата, службите ги знаат, и странските служби ги имат констатирано и не известиле за тоа што постои за тие лица, и тие лица се информирани. Благодарам. Втор сет прашања, Синани Повеле. Господин Иванов, ве слушав внимателно овие 20 минути, понекогаш се чувствував како да живеам во Шведска или па во Канада. Ме интересира од каде ја црпите силата за да донесувате вакви одлуки, затоа што вие рековте дека имате доверба кај 70% од граѓаните македонци, ако не се лажам, и дека Македонија е суверена држава. Меѓутоа, претпоставувам дека и вие, а и вашите советници, а и вашата поранешна партија е свесна дека суверенитетот на Македонија е загарантиран сепак од западните сили, поточно од САД и од НАТО. Торнувајќи од фактот дека ниту една мала држава не може да постои како еден слободен електрон, ме интересира дали некоја друга веле сила што вие ја сметате, ви има дадено сила за да вие можете да донесете таква одлука како што впрочем сте ја донеле, која што кажав при првото прашање дека не доведе во директен судир со западните вредности, односно западните демократии. Второ прашање, од каде знаевте точно дека се работи за 56 лица кои што ги аболиравте, како се вика на македонски, точно не ми текнува. И кога веќе почнавте топтан да простите луѓе, зошто не го простите и случајот Сопот, односно и Монструм, за кој што постојат основани сомненија дека тој е монтиран процес? И уште едно прашање, кога се грижите толку за тие 10 прозорци од Народната канцеларија, така рековте, не затоа што така рековте пред 10 минути, ако се грижите за 10 прозорци, тогаш која е логиката да им простите на луѓе кои што им го уништиле животот на можеби 200.000 луѓе на оваа држава? Претпоставам дека ги запамтите сите прашања, затоа што... Ке ме подсетите. Прво, ние за овие 25 години имаме сета подршка и помош од земите каде сакаме да припаѓаме. Членките на Европска унија, НАТО и пред се Соединетите американски држави. Тие секој пат ни доаѓале во пресрет и ни помагале и помага во овој период, као што помага кога имавме конфликт 2001 година. Тие земји ни помагаат затоа што сакат да бидеме дел од нивното семејство. Сега пред разговорот беа исто амбасадорите тука на разговор и искажуваат загриженоста и кажуваат како тие гледат состојбата. Ние никој пат не сме откажале од тие вредности и од тие идеи и тие стратешки цели. Тие и ни помагаат. И затоа дојдоа вчера председателот на Словенија и председателката на Хрватска. Ја јавно им се извинувам што нивната посета беше во моменти кога нашите внатрешни состојби создадоа нелагодност и кон нив. Сега имав разговор со председателот на Бугарија по телефон, ми се јави да ми каже како Бугарија се справувала со исти ситуации кога ги имала пред неколку години, кога постоеле исто така и немири и незадоволство од граѓаните. Така што ја имаме подршката и помошта од сите земји кои мислат добро на Македонија. Имате доста критика овие два дена. Критиките се основани затоа што тие поаѓаат од тоа што е нивен амбиент и тоа што кај нив се случува и не ги знаат деталите што ги имаме ние во Македонија, кои и нашите специфики. Синани постави 4 прашања веќе. Многу од тие информации што ги немат, ние ги разменуваме и затоа средбите се да ги дознаат информациите што ги имаме и какви се нашите гледања за одредени прашања и како бараме начин да излеземе од оваа ситуација. Друго одговор за тие 56 лица. Од каде ги добивте информациите? Кабинетот на председателот има
одделение за помилување, знаете, каде има правници и каде што има пристап до сите можни институции во државата. Има начин председателот не ги има овие информации, од каде вие ги председателот на државата има начин да дојде до сите информации во државата. Има уште еден круг прашања, Билјана Василева провели. Многумина реакции овие денови и двете најголеми политички партии, и ВМРО, ДПМН и СДСМ се изненадени од вашата одлука. Еден кус коментар како ги коментирате ваквите реакции, но видовме и слушнавме реакции од дел од аболицираните, меѓу нив и од поранешниот председател Црвенковски, кој бара повлекување на оваа одлука. Дали постои таква можност? Ја ли сум виновен што постои обвинение против поранешниот председател за аферата Надеж и која може да се користи и да се злоупотребува? Сомневање. И што има истражни действија и што имало перење пари или што... Јас сум виновен за тоа. Секој што мисли, и затоа кажав, дека сум го навредил, секој што сметите дека сум го довел во незгодна ситуација, слободно нека се обрати до кабинетот. Ќе ги консултираме сите можни правници како можеме да им излеземе во пресед. Меѓутоа, поентата е дека мораме пред изборите да создадеме состојба без притисоци, без уцени, оценката да биде на изборите чиста. Да можеме државата да ја доведеме повторно во нормален колосек. Тоа е тој виш интерес од кој поаѓам и преземам нешто што со кое и партиите не се согласуваат. Партиите имаат улога во секое општество. И тие можат да мобилизираат, партиите можат и да манипулираат, партиите можат се да преземат. Но овој момент настојував да бидам над нив. Тие се незадоволни. Може би ќе го искажуват и на поинаков начин незадоволството. Но поаѓав од државниот интерес. Од иднината на Македонија и надежта на оние мали деца кои се плашат по улици, веќе додатно се плашат некој да не ги наштети или некој да не им направи нешто. Призвановиќ, повели. Председателе, оние кои вие велите дека се големи пријатели на Македонија, тоа се западните демократии преку своите амбасади изразија голема загриженост за вашата одлука за аболиција и амнестија и кажаа дека со неа се доведува во прашање владењето на правото во Македонија, но и се зголемува чувството на неправда меѓу граѓаните. Како сега треба да се чувствуваат стотиците, илјадници граѓани кои веќе се наоѓаат по затвори, кои имаат отворени постапки, дали тие се помалку важни од политичарите? Но со вашата одлука вие направивте уште еден чекор, практично ја суспендиравте работата на специјалното јавно обвинителство, кое е донесено од страна на сите 4 партии, за кое е гарант меѓународната заедница и кое треба да биде едно од излезите на политичката криза. Вие направивте еден тотално спротивен чекор од она што вие го велите, дека направивте некој чекор кој води кон решение на кризата. И еве, ако можам најдиректно да ве прашам, ако толку сте загрижени за националното добро со оваа одлука, зошто досега не го помилувавте Љубе Бошковски? Зошто не го искористивте вашето право на амнестија? Бидејќи Бошковски во сите извештаи на оној на Стеј департментот, кој излезе сега, е оквалификуван како политички затвореник. Прво, за владењето на правото е малку цинично некој да ни кажува за владење на право кога не спроведува одлука на највисокиот суд на нашата планета. Одлука која е во наша корист. Одлуката на судот на Обединетите нации. И сега нас ќе ни зборат за владење на правото, кога ние треба да го користиме тоа право, за нас не важи. Точно е, се доведува во прашање владењето на правото во земјата. Но кажувам, никој не може да спречи по одржувањето на слободните избори, конституирање на институции, да поведе постапка за одговорност за било кој, па и за мене. Специјалното обвинителство е злоупотребено во овој предизборен период. Ја го поддржувам и повторно ќе кажам. Специјалното обвинителство не може ни еден случај од тие да ги затвори во овој период. Правна завршница ќе нема. А што ќе има? Памфлети кои ќе се користат во кампањи на избори да едни со други се обвинуваат. Нека завршат изборите. Обвинителството специјално ни е нас институција за долг рок, не за кратки рочни цели интереси кои сега некој сака да ги постигне.
Кажете ми за, не ми одговорите се За за Љубе Бошковски. Љубе Бошковски си има комисија за помилување која има многу филтри, значи од затворот до министерството, до комисијата, па да дојде до мене. Кога ќе дојде до мене, тогаш ја ќе носам одлука. Јопчо Светановски, повели. Председателе, сакале да признаат другите или не, но вие действувате согласно Уставот. Некому може да му се допаѓа, некому може би не. Се сложувам со Ватас, не се исти едните и другите, но сепак тоа е веќе работа на вкус и толкување. СЈО денеска пред час и половина повторно ја одби вашата аболиција, односно не ја прифати. 136-107 одбивање и прекршување на македонските закони. Повторно действуваат како некакво си страно тело, да не речам. Истовремено кога амбасадорите на ЕУ членките беа таму, наредени сите, давајќи им силна подршка, истите оние кои што велат да нема притисоци, да нема. Сега повторно се чадор, повторно се грб. Затоа и кажа во моето обраќање. Ни се шетат по судови. И тоа не е влијание на судство. Им се диктира по телефон што да се работи. Тоа не е притисок. Или притисокот важи само за домашна јавност, а меѓународните нема. Така што некои од амбасадорите ги пречекорија сите амбасадорски овластувања кои постојат во Виенска конвенција за дипломатија. Не сакаме ние да влегуваме во конфликт со тие земји од каде тие амбасадори доаѓаат. Но јас во обраќањето кој го имав пред нив на традиционалното годишно обраќање на дипломатскиот корпус им кажав да внимаваат тоа што го работа да не биде погрешно сватено. Затоа што тие доаѓаат и си одат, ние остануваме. Ни ги оставаат проблемите и навиките и преседаните други да ги користат. Така што може би тоа го правиле во време кога не сме имале своја држава, суверена држава, не сме имале своји партии, своји институции, свој устав. Тоа денес е недозволиво. И тоа граѓаните... силно пред малку, пред час, 20 Никој досега не успел да ме притисне, ни да ме скрши, нити пак да ме уцени. Сум влегол во ова со чист образ и со чист образ сакам да излезам. Не можам ја да ви зборам за криминал и неморал. Ништо од тоа не знам. Тие што тоа го знаат го зборат цел ден и го кажуваат. Но за честност, искреност, за посветеност можам да ви зборам со сати. Така што тоа е мојот одговор. Латас Богодинова, па Алио. Латас, повели. Председателе, случајно сега додека ве слушав, се сопаѓаат две бројки, но една е позитив, друга е негатив. Вие во суштина проблемот на вашата одлука се состои сублимиран на една адреса во една институција, тоа е специјално јавно обвинителство, кој е алатка на една партија и тоа не треба да се докаже, тоа е ноторна вистина. Бидејќи сите дела кои ги превзема се на штета на друга политичка опција или партија, сите изјави кои ги дава се идентични со изјавите на Зоран Заев и неговите портпароли, таа има подршка од амбасади, но нема подршка од македонци, нема подршка од граѓани. 64% рековте вашата подршка според истите анкети на вкупно ниво во Македонија има албанци, македонци, срби, турци, бошњаци. Тоа е позитивна подршка, да прецизираме. На институцијата председател. Така е. Дали имате доверба, толку се изјасниле На истото прашање, позитивно? дали имате доверба во специјалното јавно обвинителство, ти имаат 66%, немаме доверба. Практично, вие кои повикувате на уставност, легалност, почитување на институции и закони и другите кои не ги почитуваат. Едно од непочитувањето на одлуките на специјалното јавно обвинителство е подписот на специјалната јавна обвинителка Катица Јанева, дека таа не дозволува незините тројца обвинители, кои вие ги помилувавте, да дадат изјава пред основното јавно обвинителство заради вршење притисок, уцени и наведување на сведоци. Пак ве прашувам, кој стои позади специјалното јавно обвинителство? Ние мора да знаеме чив сублимат е тоа, чии интереси тера. Реално во пракса, не како стои во законот. Не зашто изгласан од 4 партии. Од 4 партии изгласан за да работи согласно уставот и законите и во сите партии и политички опции да бара ако има проблеми. Сега сам имал градоначалници кои краделе, сега сам имал пратеници кои биле спорни, имали функционери на други позиции. Ниту еден од нив не е чепнат. Кој стои позади специјалното јавно обвинителство и борбата против председателот на државата која СЈО ја води? Јас посакувам за специјалното обвинителство да стои Пржинскиот договор, лидерите и меѓународната заедница. Тоа го посакувам. А кој вистински стои, тоа треба си го кажат тие што функционираат надвор од Пржинскиот договор,
надвор од согласноста на лидерите и меѓународната заедница. Времето ќе покаже. Ништо во Македонија не останало тајна. Ние сме таква земја што тајните или не траат, или кратко се дознаваат. За кратко време се дознаваат. Толку сме ние мало општество, што секој има некого кој знае нешто и кој го споделува. А сега со социјалните мрежи тоа станува достапно до цела јавност. Се знае. Не можете ништо да сокриете. Не можете ништо, вие што мислите дека ќе ви поверуваат, дека е така. Секој може се да проверите. Меѓутоа, како се одвиваат настаните и како се излегува од тоа што е зацртено и тоа што е преземено ко обврска со договор, сепак се тоа 4 главни лидери на политички партии, тоа обврзува. Вие да го прекршувате тоа и да се ставате само на една страна, тога се руши балансот. Во Македонија, било кој баланс кога се нарушува, имаме реакции и контрареакции. Апсолутно. Со самото тоа што не се сака да се оди на избори, се руши Пржински договор. Со самото тоа што еден сегмент, а тоа се изборите, не сакаат одредени субјекти да се одржат, едноставно не постои Пржинскиот договор. Како тоа сте дали согласност, сте согласиле, а после велите ПП не важи. Сте презеле обврска, мора да исполните. Сум положил свечена изјава дека ќе го штитам уставот, законите и продолжувам тоа да го правам. Што ми е дадено во уставот и законите ќе го користам за добро на државата и на сите што живееме во Македонија. Така што така треба и тие да постапуваат, да дојдат до таа доверба што ја стекнала институцијата председател доверба. Богатинова? Рековте пред малку македонците да не удрат на македонци. Кој е сега тој што ќе преземе таква одговорност да го седне македонецот и македонецот за да се создаде вистинска атмосфера, за да се спроведат фер демократски избори на 5 јуни? И кој е тој што ќе ја преземе одговорноста да ги потсети сите чинители, политички чинители на преземените обврски? И сметате ли дека тоа може да се случи? Ние сме заробеници на карактерот на одредени политичари во Македонија. Робуваме на табието, што се вели народско кажано, на поединци што презеле одговорност да бидат лидери на партии. Постојано ги повикувам да доаѓа, да разговара. Не колку обиди сум направил. Еве и сега им кажувам. Сакате, ве повикувам, дојдете, лидерите на партиите, наместо пред странци, пред домашните институции да се постигне договор, државата да излезе од ова состојба во која некој од нив ја довел. Меѓутоа, неодговорното однесување создава да некој наместо да одат во затвор, државата ни ја направи затвор. Али твојот ред. Zoti president, kupio dëgjoj po të ngloni sikur e keni bërë një veprim nga inati. Господине председател, кога ве слушам, значи ми се чини дека донесовте одлука и дека тоа е поради некој инеат. Po them inati, tash u shpjegoj çfarë po them. Сега ќе ви објаснувам. Po ju dëgjoj kemi ambasadat të huaja, shtete të huaja perëndimore të cilat po shkojnë në konferenca për shtyp të prokurorisë speciale publike. Ве слушам како кажувате дека има странски амбасадори кои идат во седниците на специјалното јавно обвинителство. Po shetitën nëpër gjykata. Значи се шетат низ судовите. Dhe në fund thoni që kjo prokurori speciale punon për interesat një partije politike. И на крајот велите дека ова специјално јавно обвинителство работи само за една политичка партија. Nëse kthejmë krejt të duhet me definu se cili është interesi i shtetit, ju pyetëm edhe më herët, cili është interesi i shtetit për mja zhbë punën prokurorisë speciale publike, nëse prej fillimit ka qenë jo kushtetuese, ashtu siç po bëni mu kuptuhet gjithë kjo. Кажете ни кој е државниот интерес за да се сруши работата на специјалното јавно обвинителство? Dhe është dashur që të pengohet në këtë fazë të punës gjithë ajo punë që kam bërë për këtë muaj. Pse jo në fillim, të prehen punë që në fillim. И зошто сега ја прекинавте работата на специјалното јавното обвинителство, а не од почеток не ја прекинавте ова работа? Dhe e dyta, nëse mundeni ma shpjegu, sepse po insistojmë shumë ta kuptojmë si e paramendoni Maqedoninë në Bashkimin Evropian, nëse si merrni parasysh vërejtjet e Brukselit zyrtar për aktin që keni marrë para 2 ditësh. И кои се вашите мислења во врска со интегрирањето на Македонија во Европска унија и вашата одлука што ја земавте пред 2 дена?
и препораките на Брисел во врска со тоа. Значи, ние очекувавме специјалното обвинителство да придонесе за излегување од кризата, а не за плеткување уште повеќе и комплицирање на излезот од кризата. Не дозволивте на специјалното јавно обвинителство да ја заврши својата работа. Ниеден од тие предмети не може да има правна завршница пред избори. Тоа ќе траат со години. Затоа кажувам, после слободните избори, нека си работат слободно и нека го прават тоа за кои се договориле лидерите на партиите. Ја не учествував во тој договор. Тие што учествува и дале доверба, која поминала во собрание кај сите избраници од народот, со мој указ се формирало тоа обвинителство и тоа треба да работи во интерес на граѓаните. Нека ми објаснат од 50.000 снимки, како ги нашле само овие? На која методологија се заснива? Нека одговори, еве ги повикувам специјалното обвинителство. Од 650 и колку илјади. Како ги нашле овие случаеви? Тоа не го крши Устав, дека пред Уставот сите сме еднакви? Почитувани гледачи, продолжуваме со заедничкото интервју на председателот Ѓорѓи Иванов со главните одговорни уредници на телевизиите, поканети на ова интервју. Од 10 поканети 8 се одзва, влегуваме во финалето со прашањата за Сејател Извановиќ 24 вести, Драган Павлович Лата Сител телевизија, Синани ТВ Шења, Алиу ТВ 21, Василева Трандафилова ТВ Нова, Богатинова Канал 5 и Љупчо Цветановски Алфа телевизија. Љупчо, повели со твоето последно прашање. Председателе, сите го знаеме значењето на фразата банана држава. Малку сликовито кажано, во моментов вие одбивате јасно да бидете бананамен, наспрема едно мноштво бананалюбци кои што со раширени раце ја сакаат таа подршка. Искрено, очекувате ли казна од за вас, можеби и за државата, од тој чадор, да не речам, и од оние кои што сакаат сосема спротивно? Ако сме пореметиле некои планови, ќе не казнат. Некои ако очекувале поинаку да се одесуваме и поинаку Македонија да биде во нивните проекции, тоа казни ќе дојдат. Овој народ, и македонци, албанци, турци, сите што живееме, што све не сме издржале на овој простор. Така што не заслужуваме да ни се повторуваат сите оние истории, тажни судбини, трагедии што постоеле. Сите сакаме да живееме среќно, да ја вратиме радоста во Македонија, да се радуваме на животот, на убавите нешта да ги гледаме. Ќе повторам, 25 години независно славиме. Се чувствува таа радост некаде? Се чувствува тоа чувство дека имаме 25 години наша држава, заедничка на сите. Така што балканската историја е полна со разни преврати и влијанија. Затоа не џабе рекле дека сме Балканот е буре барот, но фитилот постојано е надвор од Балканот. Знаеме и тоа многу добро го опишал и вие што ги велите тие што сакат банани и Кочо Рацин во неговиот стих, за туги бели дворови копат црни гробови. Нема веќе да дозволиме некој да ни копа црни гробови кога имаме своја држава, која има своја иднина, која имаме своји институции. Се покајале, мислеа дека ќе не скршат до сега. Со сите притисоци, народ не ни знае низ што поминувале политичарите во Македонија. Имавме атентат на председател. Имавме еден и погина председател. Као што кажав, една статистички функција председател е ризична. И покрај тоа сум се нафатил. Сум напоштил еден комотен живот на универзитетски професор, бидејќи дојде во Македонија на генерација луѓе кои се и технократи, кои сака да ја променат перцепцијата за Македонија. Видете ја Македонија во овие години кај се наоѓа и каква е представата за неа. Еве, земјата мигрантската криза ќе ја повторам. Кои све комплименти ги добивме во најтешка политичка криза да се справиме со тој предизвик. Ја им честитам на сите тие храбри луѓе, македонци, албанци, сите што ги има низ институциите, што покажаа сплотеност и власта и опозицијата. Како треба код држава да се гради ликот на една самостојна независна држава. Ветришта постоеле ќе постојат.
Многу дрва нас се извиткани од силни ветришта, но обстоиле. Така што горцум што имаме генерација луѓе што си ја сакаат државата, што сакаат све најдобро за неа, а тие што не им мислат добро, кога тогаш ќе се суочат со својата заблуда. Јас затоа повторувам и затоа одбрав да одам во овој втор мандат дека државата ни е пред се. Немаме друго што може да не штити, да не даде сигурност да бидеме своји на своето, освен државата. Тогаш кога ја доведува државата опрашање, немаме милост кон никој. Колку наши предци животот го жртвувале да добиеме нешто што е наше. И сега да го прокоцкаме. Зашто? Затоа што на некого не му се допаѓало тоа што некој го мисли за него или затоа што некој создал таков менталитет дека е недопирлив и никој ништо не му може. Не. Кога тогаш вистината излегува на виделина, секој пат се знае кој што правил добро, кој што правил лошо. Све што е добро се наградува, све што е лошо се казнува. Од лошото не може никој да побегне. Така што, ако смета дека нешто лошо сум направил, има начини, демократски, нека тоа го покренат, нека ја барат мојата одговорност. Подготвен сум за се, согласно што е уставот, институциите, да го поднесам. Синани. Очигледно некои прашања ќе мора да ги повториме уште еднашка. На почетокот рековте дека ќе бидете отворени, крајно транспарентни, меѓутоа испадна дека на некои одговори два пати различно одговарате. На кои? Ќе ви објаснам. Рековте дека ги имаме нашите западни партнери што ни сакаат добро, па после неколку минути, односно 10 минути, ако не се лажам, рековте дека некои овдека во државата се однесуваат како кабадаи. Потоа рековте дека има некоја веле сила која што не го почитува најголемиот суд во целата планета. Би сакал лично од вас да слушнам која е таа држава која што не го почитува тој светски суд. Ќе се надоврзам повторно околу прислушкувањата и аболицијата што сте ја прогласиле. Ми се чини дека испадна она поговорката дека кадија те суди, кадија те тужи. Вие го затворивте овој процес без да биде абсорбиран до својата крајна точка за да дознае јавноста на вистина што се случувало со тие прослушкувања. И трето, господине Иванов, ми интересира уште едно прашање. Тоа е најлошата претпоставка што ќе ја дам, што навистина не би сакал да се случува во нашата држава. Очигледно е дека вашата одлука придонесе да општеството, посебно на македонското, затоа што им се обраќавте на македонците вие, рековте дека не сакате македонците да се тепаат едни со други, испадна дека вчера за малце, да не беше полицијата, оние ќе се испотепаа вчера. За не дај Боже, ако се случува некоја жртва. Како мислите дека ќе можете останатиот дел од вашиот живот да го поминете? Дали ќе имате грижа на совеста, ако навистина се случува макар една жртва во целава оваа ситуација? Толку. Прво, имате јавна изјава од генералниот секретар на НАТО дека него врзува пресудата на меѓународниот суд во Хаг. Што да збориме повеќе? Значи имате јавна изјава, уште 1 сат не беше поминано од донесувањето на одлуката, излезе тогашниот генерален секретар на НАТО да изјавува нас не врзува одлука на НАТО. Чекај, за 1 сат вие ќе прочитате толкава судска одлука и ќе кажете дека вас не врзува. Тоа мала земја сме. Во спорот што го имаме со друга земја е поголема и поголем интерес и не очекувате нејзе да и вршат притисок. На нас малите ќе ни вршат притисок и ќе барат нас да не скршат, да удоволиме нечи интерес или нечи, да ги кажеме, да не користиме тешки зборови. Дали ќе имам грижа на совест? Како и секој човек и секој човечко суштество ме погодува неправда, а не изгубен живот. Ме погодува неправда која се прави и кон државата надвор од што не држат во ваква статус-кво состојба. Ме повредува тоа што млади лица се заведувани за нечии цели. Знаете колку луѓе млади, невини, оттидоа на боиштата на Сирија и изгинаа 30 и неколку таму.
Зашто да гинат тие луѓе? Бе боли тоа ко председател на држава. И затоа сакаме да покренеме иницијативи за дерадикализација и за контрарадикализација на лица, да не ни бидат заведувани и да одат на туги боишта и да гинат за туги идеи. Зборуваме за Македонија сега. За Македонија истото се однесува. Ме погодува се што е лошо и негативно во оваа држава. Не да е Боже да се деси човечка жртва. Вие знаете ли со каков трепет ги испраќаме нашите војници во странски мисии? Сте се нашли у ситуација на човек да испраќа луѓе на боиште? Сте ги виделе луѓето доле на Гевгелија? Колку полицајци и војници се повредени? Еден тешко. Зашто? На ние да уживаме тука и ние да си правиме кејфови, што се вели народски. Свесни се овие хулигани кои ја чува нивната безбедност? Емотивен сум затоа што по карактер сум таков човек. Ме погодува. Нема да дозволам тоа да се случи. Билјана Василева, Трнопилова. Председателе, велите нема да дозволите анархија и повикувате да запрат протестите, како да се сплотат луѓето и да имаме фер, слободни, но и кредибилни избори? Затоа сме донеле устав, закони за институции, све да се решава во нивни рамки. Зашто улицата? Улицата значи дека устав не постои, институции не постојат. Секој може да достави акт, иницијатива. Секој може да покрене било што во оваа држава. Зашто се користи улицата? Која користат улицата? Тие што не ги признаваат институциите и сакаат Македонија да ја скршат, да ја направат нефункционална држава, за да оправдат некои други цели кои тврдат дека Македонија не заслужува да има своја држава. Свесни се за чии интереси работат и чии цели остваруваат. Не осудувам, велам, млади луѓе лесно се заведуваат. Но каде е одговорноста на нивните родители, на нивните пријатели, на нивните блиски? Кому му е забрането да покрене иницијатива за било што? Тоа што го смета дека не е праведно, тоа што смета дека не е исправно, да го достави по легален пат до институции и да се решава. Знаете колку илјадници имаме дописи, представки и барања од граѓани преку Народната канцеларија што ја уништија? И на сите сме нашли да даеме одговор. Знаете со кои све неправди се соочува населението во Македонија? Но затоа 25 години е едно искуство кога граѓаните научија да вреднуваат и да оценуваат на избори. Затоа ни се неопходни избори. Тие добро знаат кој не заслужува доверба. Кој не смее да добие од народот доверба во институциите да решава за нивната судбина. Имаме случај, еве, Дуи покажа. Беше во криза, извади нови луѓе. Нови луѓе ни требаат во политиката. Се истрошивме. Зашто да не им се даде можност на луѓе кои се способни, кои се успешни, да го променат овој амбиент кој е создаден од луѓе кои не се толку успешно, ама се сврсти да ги уживат сите привилегии што некој им ги оставил во наследство. Така што затоа све што сум направил е да имаме слободни, фер, демократски избори, да граѓаните ги оценат, а и ги казнат тие што не довеле во ваква состојба. Тоа е демократијата. Имате 4 години. За 4 години, ако сте сгрешиле на следните 4 години, ќе се исправите грешката. А не да рушите и да блокирате да дојде, да се прочисти општеството, да дојат нови луѓе, да се конституират институции кои ќе го почитуваат уставот и закони. Тие што не ги почитувале, кажав, после изборите, секој има начин да одговара за се што направил. Ризвановиќ, твоето последно прашање. Председателе, има едно прашање кое е поставено, јас ќе го преформулирам. Значи, со вашата постапка за аболиција и амнестија на едно лице, вие аболициравте многу луѓе кои се наоѓаат во предистражна постапка, за кои нема обвинение, не е ни подигнато, и за кои можеби никогаш немало ни да има обвинение. Вие на овој начин тие луѓе ги извадивте во тапет во јавноста
и ја нарушивте нивната презумпција на невиност, иако тоа тие не го побарале од вас. Од друга страна, и оние кои се јавија дека за вашата одлука, тоа се пред се поранешниот председателот на СДСМ, представниците на специјалното јавно обвинителство, отворено го отфрлија вашиот потек, кажа ни дека го барале, ни дека им треба. Но тоа не го направија представниците, барем досега јас не слушнав, на владеачката партија, кои не кажаа дека не сакаат да бидат, дека сакаат да одат на суд да ја докажат својата невиност. Дали со оваа постапка, вие цело време во вашите одговори, еве ги слушам и сега, користите термини како државност, држава, државни национални интереси, но дали со ова ќе бидете запаметени како председател кој действува тесно партиски и кој застана единствено во заштита на владеачката партија? Па видите колку од опозицијата се на листата. Да, но тие не го сакаат тоа од вас. Тие јавно кажаа дека нит побарали, нити се кажав, прифаќаат. нека го достават писмено, да дојде во архива, ќе ги собереме правниците, ќе најдеме начин, ако сме погрешиле кон нив, ако сме сгрешиле, да најде начин тоа да се избрише. Да се најде правен основ. И кога велите уште ова за ДУИ, вие велите дека некој не ги почитува институциите. ДУИ е се уште дел од власта во коалиција со ВМРО-ДПМН, таа не ве признава вас како председател, но и со вашиот потек тие веќе го доведува во прашање датумот на одржување на изборите. Бидејќи ДУИ јавно побара да ја повлечете вашата одлука или како што кажа датумот 5 јуни е доведен во прашање. Лидерите се договориле да има избори како излез од оваа криза. Се согласиле да се постигне Пржинскиот договор и сите елементи. Ако вие еден елемент од тој договор не го почитувате, целиот договор го доведете во прашање. Но целиот договор не е испочитуван, председателе. Нити мизиумите, нити избирачките листи. Видете, секој си презел обврски кои треба да си ги исполни. Не можам ја да бидам одговорен и да сносам одговорност за сите тие што не си ги извршиле обврските кои ги презели. Богатино. Председателе, да се вратиме на изборите. Предпоставувам дека, самите кажавте, дека имало голем број иницијативи од ваша страна за одржување на лидерска средба. Предпоставувам дека ќе има и понатаму такви иницијативи, за да се смири состојбата. Предпоставувам и кој е тој кој што и ги одбил тие средби. Во врска со тоа да ве прашам, дали што точно председателот на СДСМ Зоран Заев побарал од вас? Па ви го кажав. Кога беше случајот во Кумано 9 мај, ја го свикав Советот за безбедност, бидејќи стануваше збор за навистина. Тоа судскиот случај ќе го каже со што се соочувавме како држава тогаш. Без разлика на сите шпекулации што одеа дека тоа власта го правила полиција, судскиот случај се ќе каже што се случуваше во Кумано. И кога му се јавив по телефон, прифати, што е навистина за почит. Кажа, ја сваќам сериозност со состојбата, ќе дојдам. Од ДУИ пратија представник, не дојде лидер, да сепак беа присутни, исто и од ДПА. Тоа беше на некој начин искажана волја да почне да се разрешува кризата, затоа што до тогаш немаше ни комуникација, нити желба, нити интерес на една маса да се сретнат лидерите. Кога успеа Советот за безбедност да го свикаме, се јавив утре дента на господинот Заев да организираме лидерска средба, кога веќе остваривме комуникација, кога почна да се огледуваат сериозноста во која се наоѓа државата. Тој кажа, мора да се консултира за тоа, дека сам донел одлука за Совет на безбедност, меѓутоа за лидерска средба ќе мора да се консултира. Му кажа слободно. После консултацијата го кажа ова што ви го кажа. Никој не ми гарантира дека нема да бидам уапсен. Ја велам, не можам ја председател да дадам гаранција, меѓутоа политичари сме. Дојдете да разговараме. Секое прашање во услови на демократија може да се најде решение ако се разговара. Се најдат сите модуси. Меѓутоа тој одби да доаѓа и од тогаш не доаѓа се додека не беше свикан повторно Советот за безбедност кога дојде. Меѓутоа на лидерски средби тука им е местото во оваа институција, а не со странци, со надворешни лица, со во врска со предметите од специјалното обвинителство. Што ја ви кажав, предметот на Зоран Заев
иако постои презумпција на невиност, не сакам да навлегувам, меѓутоа е сериозно дело во кој има посебни истражни мерки, во кој е докажано тоа дело, кој треба судски, кога ќе заврши, ќе видите дека навистина имало страв кај Заев, зашто не сакал да доаѓа и барал гаранција да не биде уапсен. Па еве сега со ова одлука што ја донесов, тоа го отстранувам, да нема страв, да не вели кој ќе ми гарантира дека нема да бидам уапсен. Еве, јако председател на држава, ја преземам кај мене одговорноста да нема страв кај еден лидер на партија да излезе слободно на избори, без оптоварување и притисок дека ќе биде уапсен. Патас. Добре, за крај, председателе, едно кусо прашање и ве молам за кусо одговор и едно подолго, кое бара елаборација. Пред 2 дена рековте дека списокот кој ќе биде објавен во службен вестник, а потоа беше објавен, не е конечен, бидејќи можеби некој сте заборавиле или работите понатаму ќе побараат и вклучување на други лица или во други случаи. Видовме денес СЈО ви објавува војна, не ги почита одлуките, бидејќи си ги работи истите случаи и понатаму и не сте први, тоа друштво е големо, Уставен суд, Врховен суд, тука се Советот на обвинители, судските совети, сега е председателот на држава стана непријател на специјалната судика и судиите. Дали ќе има нови случаи, бидејќи сите овдека констатираме, никој не се противеше, барем голем дел од јавноста, дека тоа е партиска институција која врши притисок само на припадници, соработници и поддржувачи на другата политичка опција. Дали ќе има нови аболици? Тоа е првото, за кое ве молам краток одговор. Сите овде констатиравме. Во Македонија. Во Македонија, добро. Анкетите кажуваат. Значи, дали ќе има нови аболици? Тоа е првото. И второто што мене повеќе ме интересира, и во вашето обраќање пред 2 дена, рековте дека политичките лидери наскоро во наредните месеци, можеби и години рековте, ќе бидат исправени пред одлуки врзани со идентитетот, државноста и така натаму, што само по себе имплицира решавање на името Република Македонија. И дека под притисок на кривичните пријави и постапки се уценети и можеби ќе направат нешто што не би го направиле како слободни луѓе. Дали очекувате дека во наредните месеци или година ќе има притисок од надвор за итно решавање на проблемот со Грција околу името, особено на начин кој го бараат грците? Бидејќи тоа беше клучно државничко место во вашиот говор. Перманентен. Ви кажав, не може да вршат притисок врз Грција, вршат врз нас. И неодамна имавме висок гост кој каже, решете го името ако сакате да бидете во НАТО. Решете го името, а како да го решите ако не да го промените името, да ја удоволите на грчката страна. На Грција никој не ја врши притисок и таа не трпи никаква штета од тоа што нас не блокира. Затоа беше да не се создаде амбиент некој да биде уценуван и да му се врши притисок, да подклекне во она што е интерес наш национален. Ние покажавме сега за време на мигрантска криза дека никој нема проблем со името Македонија. Сите во Европска унија, во свет, сите медиуми, сите политичари, на колку средби само во Брисел, сите го користат името Македонија. Дури и министри во Грција почнаа да користат, па гледате на што на идоа. Доаѓаат нови генерации. Се надевам дека свеста ќе преовладее и Грција ќе свати дека во нејзин интерес е да има сосед кој е членка на Европската унија и членка на НАТО, во кој ќе може да соработува и заедно да се соочува со предизвици. На што личи сега ова? Денес знаете дека имавме нарушување на воздушниот наш простор од грчки воени авиони? Што значи во друга земја? Одете вие на друга земја, нарушате и го воздушниот простор со воени авиони. Тоа кажува покажување на сила, на ароганција, покажува кој е надмоќен и кој треба да се слуша и чиј диктат да се задоволи. Ние кажавме, сакаме да најдеме решение, но без принуда, без уцени и без притисоци, што го кажа во моето излагање. Молам? Кажав дека помага да не дојдат луѓе избрани на избори кои ќе можат да бидат злоупотребувани, уценувани за некој да оствари своји цели. Кажете за аболициите, зете кратко. Молам? Дали ќе има и нови аболиции? Постои можност за дополнително проширување на тој список? Тоа што го кажав во моето праќање, останувам на него. Али уповелете. Zoti President, një çështje ju dëgjova shumë herë duke thënë huliganët duke thyrë xhamat atje.
Господине председателе, многу пати ве слушнав како кажавте хулигани дека кршиле прозорци. Тоа е по дефиниција оној кој користи насилство за да направи штета на туѓимот. Jeg kom parasyns definitionen, Значи, не definitionen på го aspekt знам. juridik, ja, to du sjua. Значи- Kan ju itoliska. Значи, јас го знам поимот, но во юридичен аспект, значи тоа, да, правен аспект, тоа значи дека се Osumnjičeni. осомничени. Më intereson di, thuhet se do të ketë protesta tjera. A e ndihmoni ju me deklaratën tuaj që ju quani protestuesit huligan? Unë isha e kum përcjellje me kamera protestën dhe kum pa dhe fëmijë 2 vjeçar në qafat prindve tyre. Aty nësë më një thot dikosh huligan besaj. Господине председател, најавени се нови протести, но вие викате дека таму има улигани, но јас лично бев присутен во протестите и видов дека таму има и мали деца по 2 години што ги носат родителите. E tash, a e ndihmoni ju që gjendja mu qetësu dhe ma shumë, Дали вие помагате за ситуација да се смири? apo e nxitni që me që pëjquani huliganë dhe policia tjetë me ashpër me ta, se pjo kujtojnë mbrëm ka pasun me dhe ndaj gazetarëve atje. Или дали вие со вашите ставови ги предизвикувате за полицијата да биде поостра кон нив, бидејќи знаете дека имаше повредени и новинари? Ја кажав за тие што го направија чинот на насилство дека се хулигани, а не дека сите што се по улици дека се хулигани. Секој има право во оваа држава да го искаже својот протест. Секој има право да врши притисок врз институциите, како што секаде во свет се случува. Но никаде не се толерира насилство и уништување на туѓ имот. На тие што го уништува имот, велам дека се хулигани. И тие се луѓе кои во толпа го сториле тоа и затоа има такво кривично дело и они ќе си одговарат за учество во толпа и сето она што следува. И затоа полицијата кон нив се однесува како што е согласно законот. Полицијата не ги пречекорила своите овластувања. Но кога е во толпа, кога се емоции, кога луѓето ги заведува толпата, се случуваат настани што после многу мина од нив се каат. Полицијата секој пат наша покажала голема одговорност кон толпа, кон насилство, кон... Знаете на што се изложени повторно ќе повторам доле полицајците? На камења, дошт од камења. 40% од штитовите се уништени на полицајците. 20 од нив физички повреди имат од камења. И тие се хулигани. Иако не се сите војдумени 12.000 хулигани. Туку некој кој ги организирал, а ги имаме тие лица кои беа синоќа видени на протестите, кои се дел од овие антиглобални мрежи, анархисти, ултралевичари, кои им дават подршка на таа меѓународна група без граници и беа забележани и беа кажани дека се наоѓаат меѓу сите овие лица ова што го прават. Сакат да ни го донесат тоа што се случуваше во Грција на анархистички протести по улиците или она што се случува низ свет. Тоа е нивно право. Секој може тоа да членува во тие организации, но не сме нив да ни ги носи тука и да ни прават во државата она што го замислят тие. Нивниот свет да го направат, светот без граници, светот без контрола, без институции, како што и секоја идеологија на анархистите. Ја ги повторувам и им кажувам, нека не ја подценуваат државата. Државата има институции и знае тие лица што и мислат лошо на нас и на меѓународната заедница. И тие информации се разменуваат веднаш. Знаете дека 74 лица на 14 март влегува во Македонија илегално со 1450 мигранти, се представува како новинари и излезе дека само неколку се новинари, други волонтери, анархисти, ултралиберали, што ти знам све, кои со нивните апарати, камери, директно го пренесуваат целиот настан на сите социјални мрежи, дека сите користат кодирана, затворена мрежа на информации и размена на податоци. Па зашто постојат службите? Не информираат за сето тоа. Они мислат дека никој не знае дека тие соработуваат и применуваат тактики од нивните колеги од други земји кај нас. Се знае. Меѓутоа, не сакаме јавноста да ја оптоваруваме, да кажува, полициска држава станат. Тоа е работа на полицијата. Тоа е работа на службите. Да ги наоѓа тие лица да ни ги кажува.
И ние знаеме дека тие се присутни и беа присутни синоќа на протестите. И можеби токму тие завеле толпата да го прави тоа што го прават по свет анархисти и хулигани. Председателе, јас како домаќин ќе се дозволам да го поставам последното прашање. Веројатно ќе треба и некоја порака или апел. Ако политичките лидери и меѓународната заедница во договорот пржено гледа излез од политичката криза, ако вие во помилувањата гледате излез од политичката криза, ден пред распишувањето на избори имаме зовриена политичка состојба. Не сакам и не можам да претпоставам како ќе биде од утре доколку се распишат изборите и како ќе биде во текот на кампањата. Дали на 5 јуни Македонија ќе влезе во подлабока политичка криза ако опозицијата не оди на избори или? Одговорност е на политичките лидери кои стојат на чело на партиите, тоа што го прават нивните партии. И затоа се субјекти и на Пржинскиот договор кој е основа да се излезе од криза. Тоа што го прифатиле мора да го исполнат. Но ако има било какви резерви кон сето тоа или во меѓувреме се промениле било какви услови, ја им стојам на располагање да дојдат тука да разговараме и да ги користиме институциите, уставот и законите на оваа земја, а не улицата. Улицата нека биде да искажете незадоволство, но не насилство. Одговорност е на политичките лидери за тоа што се случуваше и синоќа и што ќе ни се случува на изборите. Бидејќи партиите се субјекти на изборите. Партиите ги предводи, секоја партија ги предводи лидер. Нивните лидери презеле обврска за слободни, фер и демократски избори за да се излезе од оваа криза. Освен партиите, ги повикувам и сите луѓе со добра намера. Сите мислечки луѓе. Сите луѓе кои добиле статус во ова општество да помогнат за помирувањето. Ги прифаќам сите иницијативи да почне еден процес меѓусебно да се помириме. Прво македонци со македонци, а подоцна и сето она што досега не сме го оствариле во односот македонци, албанци, македонци, турци, македонци, власи, роми, срби со сите. Немаме друга алтернатива ние освен заедно да живееме. Нашите предци кога немале држава создале обичаи и навики чие практикување довело да Македонија биде пример, позитивен пример за мултиетнички живот, мултирелигијски живот. Тоа е нашето богатство, тоа е нашиот капитал. Да не дозволиме да се нарушат тие традиции кои не одржале во живот и не научиле меѓусебно да се почитуваме. Видете, навестме горди на мајка Тереза, кој целиот свој живот го промовирала тоа тука што го научила, во овој амбиент, со овие луѓе. Целиот живот промовирала почит кон другиот, да се почитува другиот. На Западот ја создале толеранцијата, после верските војни, да се толерираш. Дури да се принудиш некого да трпиш, тоа е толеранцијата. Нашата традиција е многу повозвишена. Нашата е почит, да се почитуваме. Оти кога го почитувате некого, очекувате и тој вас да се ве почитува. Партиите да научат таа традиција меѓу своето членство и односите со другите. Затоа што животот е минлив, ќе пројде. Во што да ни пројде животот? Во негативни работи, во нервози, во испуштени шанси, во изгубени можности, во упропастени кариери, во упропастена иднина на овие генерации, кои се дел од светската елита. Знаете кои све луѓе ги имаме у Македонија? Кај све од Македонија се луѓето? По кој све универзитет у свет не сум бил, нема македонци, во смисла од Македонија, и албанци, и турци. Знаете кој потенцијал го има Македонија? Кои све надарени луѓе? Затоа, се што досега сум правил, сум ги поддржувал успешните. Само успешните можат да изведат општествата од криза. И сите општества што се фокусирале на успешните, успеваат. Затоа, изборите се можност граѓаните да ги наградат успешните, а да ги казнат неуспешните. Да ги казнат сите оние што довеле да се создава ваква представа за Македонија во светот и да направиле злодела или криминали или корупција за кои морало и меѓународната заедница да се ангажира и да ни помогне да расчистиме со тоа.
Но затоа кажав и повторно ќе повторам. Тоа не смее да се злоупотребува сега пред избори. Нека завршат изборите, ни престои долг период на прочистување. Период кога и секој од нас ќе ги свати своите погрешни активности, погрешни одлуки и ќе најде начин тоа да го поправи. Ова е голем испит не за државата, за сите нас кои живееме во Македонија. И ова е затоа што секоја криза, секоја пат е и можност. Ова е можност Македонија да едноставно се прочисти и духовно, и кадровски, и ментално. Премногу омраза имаме во нашите глави од сета ова негативна атмосфера. Па сега немојте да ми замерите, но и медиумите учествуваат во таа негативна енергија, негативна положба во општеството. Мораме веќе да гледаме со подруги очи на се во ова и на светот. Светот не сака да не види као луѓе кои се креативни, иновативни и успешни. Од името на присутните колеги, ќе ви се заблагодарам што не поканивте на ова заедничко интервју. Ги поставивме нашите прашања. Благодарам за одговорите. И јас извинувам на вашата покана, што сте ја пратили. Да, таа стои. Ако дошла до мене, ќе дојдам. Таа е повеќе кратна и еве, ќе дојдам. Кажувам дека е отворено. Еве, отворено ви кажувам. Ќе дојдам. Нека помине ова, да не кажа дека ве злоупотребам као медиуми. Ова чувствував потреба да ги искажам моите ставови пред вас, најодговорните луѓе во медиум. Час и половина. Благодарам на гледачите на Македонската телевизија што одвоја време да го гледаат ова заедничко интервју со претседателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Довидување.